Централен дневник на Канал Плюс во 20 часот. Добро вечер, еве ги настаните кои што го одбележаа денот. Од денеска примателите на социјална помош ќе добијат зголемување од 5%. Пензионерите во декември со ноемвриската пензија ќе добијат зголемување на пензиите исто за 5%. Проектот Купи куќа за млади досега во 49 општини нуди 53 локации, со што е остварен првичниот план на владата да се обезбедат околу 7000 локации за изградба на куќи од овој проект. Започна 6-тото издание на фестивалот на дувачки оркестри Пехче во 2016. Вечерва во надпреварувачкиот дел 6 дувачки оркестри од Македонија ќе се борат за златната труба и за учество на фестивалот Гуча во Србија. Македонија денес живее на тропски температури во жолта алертна фаза, со максимални 39 степени во сенка и со УВ индекс 9. Колку граѓаните ги почитуваат лекарските препораки за заштита од врелото сонце? Капчиња, светла облека, пиење течности, дебела сенка и слаба фреквентност беше денешната слика во жолто алертната фаза што ја зафати земјава. Лекарите со апели граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. После 10 часот изложеност на сонце, па се до некаде 17-18 часот, најдобро е доколку се нема неопходни обврски да не се воопшто излегува, или доколку се има неопходни обврски, сепак луѓето да бидат заштитени. Носење на заштитна облека, заштитни капи и доколку може да се носат нели заштитни чадори кои што ќе превенира директно изложување на ултравиолетовите зраци. Исто така, потребно е внесување на голема количина на течности, по тоа не подразбираме само концентрирани пијалоци или газирани сокови кои што содржат многу шеќери, а минерална, газирана, негазирана вода и надување на електролитниот статус кој што се губи преку потењето на организмот кој што е изразен во летниот период. Во посебна категорија на предпазливост во вакви екстремни температури се трудниците, градежните и конфекционерските работници. Работодавците да ги имаат во предвид ваквата категорија на работници. За градежниците пред се тоа треба фирмите, работодавците да се имаат во предвид и доколку може работата да биде одолжена за одреден временски период каде што не би било толку екстремно топло времето, а трудниците исто така со закон се заштитени, во овој период да бидат ослободени од работа, од одење на работа. Конфекцијските работници, воопшто сите работници кои што работат во затворен простор, најдобро е средината да биде климатизирана, меѓутоа и да не биде многу драстична разликата помеѓу температурата внатре и надвор во просториите. Бидејќи таа нагла промена на температурата исто така може да биде проблем затоа што организмот нема доволно способност да се адаптира на таа разлика за толку краток временски период. И во тој случај, и покри тоа што, например, од топло време влегуваме во ладно, може да настапи и нагол колапс. И граѓаните внимаваат на своето здравје. Се кријат под дебела сенка, само за неопходните работи излегуваат од дома. Како се заштитувате од сончевите? Ништо повеќе на течности, што како ги значи сапчење слабо се сапчење, се повеќе на течности и ударам. Па излегуваме по потреба. По потреба се излегуваме, не се излегува само се. От иначе не, те сега дома ќе седнеме и там околу 4 сата ќе излеземе па. По потреба. И кога одиме на поле, мора да бидеш у полето, се додека завршиш, после дома. Но сепак од утре не очекува разладување. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат намалување на температурите, ќе преавладува претежно облачно ветровито и доста свежо време. Од денеска примателите на социјална помош ќе добијат зголемување од 5%. Паричните средства во износ од 59 милиони денари се обезбедени, рече министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој денес престојуваше во Кочани. Тој најави дека до крајот на месецот ќе биде исплатена и ветената постојана парична помош со зголемување од 5%, а за пензионерите најави дека во декември со ноемвриската пензија ќе биде исплатено ветеното зголемување на пензиите за 5%.
Од денес, 14 јули, на сметките на граѓаните кои примаат социјална помош е исплатено ветеното зголемување од 5%. Паричните средства во износ од 59 милиони денари се веќе обезбедени и со ова досегашното зголемување од 2006 година изнесува 70%. До крајот на месецот ќе биде исплатена и ветената постојана парична помош со зголемување од 5%, средства во висина од 17 милиони денари обезбедени од буџетот. Ова го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при посетата на Кочани на реновираниот центар за социјални работи. Од денес на сметките на примателите на социјална парична помош е реализирано ветувањето на владата на Република Македонија, односно социјалната парична помош е зголемена за 5% и денес е извршена исплатата. Зголемувањето кое што беше предвидено во износ од 5% ќе чини владата околу 59 милиони денари кои што се обезбедени за период од 12 месеци да се реализира ова зголемување. Планираме да продолжиме со зголемувањето на пензиите, односно согласно последните законски измени, ноемвриската пензија ќе се зголеми во декември за 5%. Министерот Спасов при посетата на Кочани направи обиколка на Центарот за социјални работи кој се реновираше во изминативе месеци, како проект на владата и министерството. Вкупно 28 објекти ќе бидат целосно реновирани во наредниот период, од кои што 18 центри за социјална работа и 10 дневни центри за деца со прешки во развојот. Вкупната инвестиција изнесува околу 1 милион евра, од кои што околу 800.000 евра се директно финансирање и финансиска поддршка од Европската Унија. Инаку во Кочани со средства од владата и Министерството за труд и социјална политика целосно се реновирани Центарот за вработување и Центарот за социјални работи, со што и услугите на граѓаните кои ги добиваат во нив се значително подобрени. Нови 500 станови за социјално ранливите категории ќе се градат во Скопје, Виница, Свети Николе, Пехчево и Пробишти. При крај изградбата на 123 социјални станови во Кочани. Становите наменети за млади брачни парови се градат со предвидената динамика. Во Македонија продолжува изградбата на станови за социјално ранливите категории и станови за млади брачни парови. За време на посетата на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор, председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев се сретна со менаџерскиот тим на институцијата, а тема на разговор беше изградбата на станови и катни гражи во државна сопственост. Тој додаде дека во Македонија се изградени околу 700 станови за социјално ранливите групи, а се градат околу 123 станови во Кочани, Македонски Брод и Гостивар. Значи, денес имавме одлична и конструктивна и многу корисна средба со менаџерскиот тим на акционерско друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Разговаравме на повеќе теми кои што значат на еден начин реализација на владините програми во дела на градбата на станови, катни гаражи и така натаму. Сегментарно одевме програма по програма. Јас сум задоволен од динамиката и од степенот на реализација, па така да во оваа прилика би кажал во делот на градбата на становите за социјални ранливи групи. До сега се изградени околу 700 станови низ Република Македонија. Во моментот се градат околу 123 станови во Кочани, Македонски Брод и Гостивар, а во наредниот период многу сме близко до старт на градба на нови 500 станови за оваа категорија во Скопје, во Виница, во Свети Николе, во Пехчево и во Пробишти. Така да се на се во делот на програмата за градба на станови за социјално ранливи групи, работите се одвиваат со посакуваното темпо и така ќе продолжиме и во иднина и ќе се работи нели на проширување на градовите кај што ќе се градат вакви станови. Изградбата на станови за социјално ранливи групи се одвиваат со предвиденото темпо, а со истата динамика ќе се продолжи и во иднина. Премиерот додаде дека е направена добра динамика и во делот на градбата на становите за млади брачни парови. Како што рече, можноста за младите луѓе да го решат своето стамбено прашање е огромна. Каматните стапки се ниски, а се гарантираат за еден подолг период од 15 години.
Проектот Купи куќа за млади досега промовиран во 49 општини, со што е остварен првичниот план на владата да се обезбедат околу 7000 локации за изградба на куќи од овој проект. Се очекува до крајот на годинава или почетокот на идната да почне продажбата на парцелите. За владиниот проект Купи куќа за млади досега се одобрени 18 апликации, а се разгледуваат уште 80, информираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на денешниот работен состанок за проектот. Во Штип ќе се обезбедат 3 локации за плацеви за проектот Купи куќа за млади. Првата локација е 3 чешми, каде што ќе има 102 парцели. Документацијата е готова, се чека од Агенцијата за просторно планирање, а ќе се продаваат од септември. Актива Иван Хол веќе сакаат да ги купат за вработените и речиси се продадени. Втората локација на 46 хектари, 160 парцели со цела инфраструктура. Третата локација ќе има 100 парцели и Technical Textile ќе ги купува за вработените, со што сите ќе се продадат. Исто така и во населбата Бабек има 236 парцели, а следната недела ќе има оглас за 40. Додека и во Пробиштип резултатите во однос на индустријските зони се одлични. Во едната зона во градот веќе работат десетина компании, во кои се ангажирани околу 700 лица. Во втората зона 2 локации веќе се продадени, а паралелно се работи на решавање на имотно-правните аспекти за уште една, истакна градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Имајќи го во предвид големиот интерес за проектот Купи куќа за млади, Агенцијата за катастар се соочи со проблем со недоволно урбанизирање на градежни земјишта, за да им се понуди на граѓаните да изградат објект. Агенцијата за катастар и недвижности направи акционен план, мапирање на земјиште и да се урбанизира со цел потоа да се продава. Агенцијата за катастар и недвижности доби надлежност за 36 вакви 36 политички општини во Република Македонија да урбанизира, односно да направи инженерни геодетски подлоги за преку 700 хектари. Согласно акциониот план ние веќе сме на терен и работиме масовно, што се вика. Заклучно со овој месец ќе бидат завршени сите инженерни геодетски подлоги за сите градови од Република Македонија. Агенцијата за катастар и недвижности својата обврска ќе ја заврши на време, а понатако останува да Агенцијата за планирање на простор или приватните планерски компании што ќе бидат ангажирани од страна на Министерството за транспорт и врски да ги урбанизираат овие парцели и според информациите што ги даде и потпаролот на влада на Република Македонија, веќе очекуваме од почетокот на 2017 година да се објават првите огласи за продажба на градежно земјиште онаму каде што сме започнали од нула. На работниот состанок Груевски потенцира дека владата предводена од ВМРО ДПМН ќе помага при изработката на детални урбанистички планови и нивно финансирање и за трошоците на општините за градба на водовод, канализација и пат. Продолжуваме со локалните теми. По 10-ти пат вработените во Штипски Исар денес работеа на хортикултурно уредување на коритото на река Утиња. Во раните утрински часови ги завршија предвидените активности на потегот кај здравствениот дом, а за 2 недели ќе се започне со уредување на речното корито кај градскиот трговски центар. Вработените во јавното предпријатие Исар по 10-ти пат успешно ја завршија акцијата за уредување на речното корито на Отиња, овој пат кај здравствениот дом и покрај краткото време за спроведување на работните задачи поради високите температури, вработените во раните утрински часови ги завршија сите предвидени активности за хортикултурно уредување на овој дел на коритото. Денес разнесовме мил, посадивме цвеќиња, ги направивме круговите овде украсни, ги средуваме реката, а исто така паралелно работиме на минор коритото, на речното корито и на езерцето, кое се наоѓа пред јавното предпријатие Исар. Административците во Штипски Исар и понатаму ќе учествуваат во заеднички акции со цел коритото на река Отиња да го добие заслужениот лик, а граѓаните да имаат уште едно уредено катче каде ќе поминуваат дел од своето слободно време. Еве и денес вработените од заеднички служби при јавното предпријатие Исар зедовме учество во разобувување на речното корито во река Отиње. И покрај високите температури, ние сепак успеавме да ја завршиме планираната работа и се надеваме дека граѓаните на општина Штип ќе знаат да го ценат и го одржуваат тоа што ние го сработивме. Значи активно работиме на уредување на коритото на реката Отиња, значи од почетокот етапно управата на јавното предпријатие Исар, се надеваме дека понатаму ќе продолжиме и се надеваме дека граѓаните ќе го ценат нашиот труд. За 2 недели јавното предпријатие Исар ќе започне со уредување на речното корито кај градскиот трговски центар.
Започна 6-то издание на фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2016. Вечерва во надпреварувачкиот дел 6 дувачки оркестри од Македонија ќе се борат за златната труба и за учество на фестивалот Гуча во Србија. Пехчево годинава во 4 фестивалски вечери очекува посетеност од над 70.000 гости. Загрмеа трубите во Пехчево во рамки на 6-то издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2016. Ова ни е една туристичка понуда, затоа што нели како Пехчево, како општина, како локална самоуправа, како тим цениме дека туризамот би требало да биде економски двигател за општината во иднина и мислиме дека со овој фестивал имаме можност да направиме убава промоција за самото Пехчево, за самата општина, за сите содржини туристички понуди. Оваа година по прв пат имаме известувачки капацитет, хотелот Гогов. На празникот Павлов ден во Пехчево секоја година се одржува и саемот на традиционални производи, карактеристични за регионот. Секоја година како организатор општината се труди да понуди нешто ново на своите гости, а од наредната година градоначалникот Поповски најави дека во надпреварувачкиот дел ќе се воведе и меѓународна фестивалска вечер. Многу повеќе оркестри ни се јавуваат од Република Србија, Република Бугарија, имавме и прашања од Албанија и Република Грција и ценам дека за до година имаме намера да го направиме барем една вечер, да направиме меѓународна фестивалска вечер. Синоќа во ревијалниот дел настапија оркестрите од Србија и Бугарија. Вечера су главни кривци због чега смо ми овде. Виновници што вечерва ние сме овде си директорката и градоначалникот, а јас реков и минатата година дека ниту една година нема да прескокнеме и дека секоја година ќе бидеме овде. Еве слушнав и една убава вест дека од наредната година ќе има меѓународна надпреварувачка вечер, дека можеби и ние ќе се надпреваруваме, бидејќи се надпреваруваме во Гуча и многу пати сме прва труба Гуча и прв оркестар Гуча. Овој фестивал во последните години расте и почна да наликува на Гуча. Многу е убав и се собираат голем број на музички групи. Денес со почеток во 21 часот ќе започне надпреварувачкиот дел од фестивалот, каде 6 оркестри од Македонија ќе се борат за златната труба. Знам дека самите оркестри се подготвуваат за овој фестивал и знаат кои се критериумите на овој фестивал, знаат жирито како ги оценува, така да мора да се исклучитува тоа малешевско оро како што е договорено, како што се свирило порано, како што го свириле нашите предци. Пехчево годинава очекува бројка од над 70.000 гости, а секој кој што досега бил повторно се враќа. Цели ден сме овде, веома сум одушевен. Цел ден сме овде и многу сум воодушевен. Би сакал да го поздравам градоначалникот на општината, кој со своето раководство се труди. Гледам дека оваа манифестација се труди да заживе и привлече што поголем број на луѓе и од околните места. Дојдовме да учествуваме на Пехчевскиот фестивал. Ние сме веќе треќа година како доаѓаме тука, поканети како гости. Многу ни се допаѓа. По 3 пати у година би доаѓале, само да не викнат. Фестивалот продолжува и во наредните 3 дена. Вечерва, во петок и во сабота, освен гостите оркестри од Америка, Србија и Бугарија, посетителите во Пехчево ќе ги забавува и Силви Бенд, Рајна од Бугарија и Саша Ковачевиќ од Србија, како и голем број на диџеи во доцните ноќни часови. Голем рок метал концерт во рамки на манифестацијата Топол културен бран ќе се одржи во Делчево. Спектаколот ќе се одржи утре на летната сцена пред спомен домот Асном со почеток во 21 часот. Во организација на општина Делчево во рамки на културно-уметничката програма и во склоп на манифестацијата Топол културен бран се најавуваат низа настани и манифестации. Оваа година, поточно на 15 јули, петок 2016 година, на летната сцена во градскиот парк со почеток во 21 часот ќе се одржи рок-метал концерт. Гости на овој рок спектакл ќе бидат Mood Factory од Република Србија, Фуснота од Скопје и добро познатиот бенд Верка од Делчево.
Грција денеска ќе остане без возови поради 24-часовен штрајк на железничарите, кои протестираат против приватизацијата на две железнички компании. Во меѓувреме во железничко-транспортниот оператор Триносе одлучија да ги продолжат протестите. Товарните возови исто така нема да се обраќаат до недела. Грчките железничари се противат на приватизацијската политика на владата и најмногу на продажбата Триносе, за која понуда доставија од италијанските државни железници. Силен ветер и град ја погодија и беснеа вчера во Хрватска. Како што јавуваат медиумите, причината е голема штета на земјоделските култури. Силниот ветер рушел дрва во Пожега, каде што летале и покриви од куќи. Штетите од невремето се големи, како што пишуваат медиумите во таа земја. Ветерот однел десетина покриви од корнел дрва, кои предизвикале застој во сообраќајот, а силниот град уништил добар дел од пченицата, пчинката и лозјата. Турски борбени авиони вчера повторно го нарушија грчкиот воздушен простор над островите Калогери во јужниот дел на Егејското море. Според грчките власти, два авиони ги надлетале островите кусо време после пладне, додека авион го нарушил грчкиот воздушен простор над островот Пангија неколку минути претходно. Официјална Атина се жали дека турските авиони се почесто го нарушуваат грчкиот воздушен простор, особено откако двете земји почнаа да учествуваат во патроли на НАТО во Егејското море со цел спречување на шверцот со мигранти. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска на Фјучерс турнирот во Бурса, конечно во четвртиот меѓусебен меч ја победи русинката Анастасија Комардина. Во мечот второто коло на Фјучерс турнирот во Бурса, Ѓорчевска победи со 2:1 во сетови. Првиот сет со 6:3 во гемови и припадна на Комардина. Следните два убедливо со 6:1 и 6:2 ги доби македонката и намали на 1:3 во меѓусебните дуели. Мечот траеше 1 час и 56 минути. Утре во четвртфиналето нашата тенисерка ќе игра со победничката од дуелот Валерија Страхова од Украина и Екатерина од Грузија. Фјучерс турнирот во Бурса е со награден фонд од $50,000. Репрезентативците на Македонија до 20 години денес пристигнаа во Зрече, Словенија, на централната фаза подготовки пред настапот на Европското првенство во Данска. Во Зрече и во Умак, нашите надежни ракометари водени од Јовик и Червар ќе се подготвуваат за настапот на континенталниот собир. Данска, Норвешка и Холандија се нашите противници во групата на првенството, кој почнува на 28 јули. Титулата од пред 2 години ја брани селекцијата на Франција. Шампионатот почнува на 28, а финалниот меч е закажан за 7 август. Се гледаме повторно во третиот дневник на Канал Плюс. До тогаш имајте пријатна вечер со нашата програма.